Маските на лицето ќе бидат наше секојдневие подолго време. Како дел од мерките за заштита од ширењето на коронавирусот е и задолжителното носење маска во затворени простории, но и на отворено, кога нема можност за одржување на физичката дистанца. Доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово вели дека мерките за заштита мора да се почитуваат, меѓу кои и маските, од кои има недостиг. Се соочуваме со огромен недостиг на маски за носење на светско ниво. Поради тоа што се знае кој е најоптеретен сега, тоа е медицинскиот персонал и најдобро е за медицинскиот персонал носење на N95 маските или FFP2 или FFP3. Меѓутоа тоа се више са многу професионални. FFP3 маската е за токму за SARS-от. Истото во 2002 година и најефикасна се појави, меѓутоа е многу тешка за носење, тешко е дишењето, е така за многу краток период. Најефикасна е N95 маската. А што со другото, со населението што не може да се снајде со таа маска, тоа е носење на оние обичните и тие заштитуваат хируршки маски или носење на платнените маски и носење дури на шалови. Давидовски објаснува какви се шансите за заразување доколку се носат маските. Статистички, ако јас сум позитивен на коронавирус, а вие не сте, и јас не носам маска, а вие носите маска, шансата да бидете заразени од моја страна е 5%. Ако и двајцата носиме маски, и ја држиме дистанцата, шансата да бидете, ако сум позитивен, е 1,5%. Значи многу малка процента. И многу, ако не носиме маски, 70% е шансата да се биде заразен. Експертите уште еднаш потсетуваат граѓаните да внимаваат маските кои се за еднократна употреба да се носат еднаш, додека платнените може да се перат и повторно да се употребат.